بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي الله الكريم محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа само на Аллах субханаху ва таала, семилостивиот, створителот на небесата и земјата, единствениот што заслужува да се обожува, потоа салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, неговата чесна фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот правец се до судниот ден. Драги браќа, од денеска почнуваме со едни од најбитните дерсови. Ова ќе биде серија на дерсови, затоа што фикхот не може да се заврши со еден ден. Науката на фикхот е интересантна наука, затоа што вие знаете дека фикхот со што се занимава? Со практичните дела на човекот, на верникот, како што е абдесот, намазот, зекатот, постот, хаџот, после меѓусебните односи, ако ви теквит, кога кажувавме на колку врсти или на колку видови се делуваат фикхот. Кажавме дека фикхот учењаците го делуваат некој на 2 видови, а некој на повеќе видови. Зависи кој како ги почвет книгите. Некои велет фикхот се делува на колку видови? На 2. Ибадат, обожување, и муамелат, меѓусебни односи, а тука после се вклучуваат и другите, како што е на пример фикхот за фамилијата, што се однесува тука никахот, талакот и така други работи, тука се вклучуваат, а трговијата, тука влеквит прописите за каматата и така натаму. Некои го вклучуваат тука и джихадот, а некои го вклучуваат во ибадетите. Како што е битно првиот дел што го земвавме. Кој е првиот дел? Зборувавме за акида, земвавме за акида. За човекот треба да се чистит натрешно прво. Како што кажувате овде, човекот треба да се чистит прво внатрешно од куфрот и ширкот, да го обожува на Аллах субханаху ва таала на исправен начин, да се чистит од ширкот, да се чистит од куфрот, да знае што се однесува за акидето, како што кажавме таму, за да му бидат после валидни и другите дела, намазот, зекатот, постот, абдесот. За човекот ако имат знаење за вториот дел, за фикхот, на пример, што се однесува со практичните дела на човекот, ама му е расипан првиот дел, му е валкан првиот дел. Верувањето, Аллах субханаху ва таала нема да му ги прифати овие другите дела, што се надворешни. Значи, од човекот се бара да е чист натрешно и надворешно. И затоа ова е од најбитните теми што треба човекот да научи и да стекне знаење за фикхот на верата. И денеска ние ќе почвиме со прописите на чистотата и водите. Затоа што, како што знаете дека вториот столб на исламот кој е? После шахадет кој е? Намазот, така? Намазот е од најголемите столбови во верата после шахадетот. Како што секое нешто има клjuč. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем што вели? Клjučот на намазот кој е? Во хадисот што го пренесет имам Ахмед, Тирмизи и другите. Што вели клjučот на намазот кој е? Чистотата. Овој хадис го пренесет Алија радијаллаху таала, вели пратеникот салаллаху алейхи ва селем, клjučот на намазот е чистотата. Во друг хадис вели пратеникот салаллаху алейхи ва селем, Аллах субханаху ва таала нема да го прифати намазот на некого од вас
ако тој е во безабдесна состојба, се додека да зема абдес. Јасно? Значи, затоа е битно сега да знаеме која е водата што е валидна за да се земе абдес. Зашто вие треба да знаете дека чистотата се извршува со два нешта. Чистотата, Аллах субхану таала го спомнет, чистотата се извршува на два нешта. Со два нешта. Кои се тие? Водата и земјата. Че ова е битно. Чистотата се извршува со два нешта. Или со два материи. Кои се тие? Водата и земјата. После, чистотата, врача, се делува на два видови. Како што спомна во книгата на почетокот. Суштинска, иманска. Тоа е чистотата на срцето од ширкот, куфрот, лицемерие, завидност, мунафиклок. Исто и делата. Рацете од кражба, исто од узурпирање, окото од гледање, харам. Ушето од слушање, харам. Ногата од одење во место кај што е харам, забрането. Уговарање, да се оддалечи човекот од бидатот и све што е харам и све што е забрането. Ова е суштинска и ова се бара од верникот. Аллах субхану ва таала вели за мушриците: "Иннамал мушрикуна наджасун." Мушриците се нечисти. Во која смисла? Надворешна или суштинска? Натрешна. Натрешна. Ако те чепни мушрик со раце, не знај дека ти немаш абдес. Или те се расипуваат абдесот. Аллах субхану ва таала овде зборвит суштинска. Зашто тие натре се полнати со куфр, полнати со ширк. И зато се спомвит кај Аллах субхану ва таала како нечист, ама суштинска. И се барат од верникот да е суштински внатре имански, да е чист.